Партиите од утре ја започнуваат кампањата за локалните избори закажани за 17 октомври. Во наредните 20 дена политичките партии ќе промовираат 11.000 кандидати за градоначалници и советници во 80 општини во земјава и градот Скопје. Иако во време на пандемија политичките партии убедуваат дека ќе се почитуваат протоколите за време на кампањата. Традиционално кампањата започнува во Охрид утре, со тоа што апсолутно ќе бидат посетени сите места, предвидени се голем број на средби со граѓани, предвидени се представувања на кандидатите за градоначалници, советничките листи, представување на програмата на оние најкапитални проекти што се однесуваат до за граѓаните да бидат запознаени. Апсолутно ќе бидеме активни на терен со тоа што како што и сега налагаат условите, се почитуваат протоколите за заштита на здравјето на населението. И експертите сметаат дека доколку се почитуваат протоколите, изборите нема да бидат причина за ширење на COVID-19. Ние веќе имавме едни избори во пандемијата и попис. Се покажа дека тие не ја зголемија бројката на заразени, така што мислам дека самите избори, ако се спроведат како што треба, немаат ризик некаков пандемски или епидемиолошки. Друго е дали партиите во рамки на своите кампањи ќе ги почитуваат протоколите за заштита од ковид. Ако ги почитуваат, тогаш нема да имаме зголемување. Ако не ги почитуваат, тоа е ризик за нивните поддржувачи. Од друга страна, експертите сметаат дека кампањата е започната пред нејзиниот старт, а препукувањата помеѓу политичките партии нема да изостанат. Очекуваат и негативна, иако политичките партии најавија позитивна и фер кампања. Кај познавачите постои сомнежот дека изборната кампања ќе биде збогатена со манипулации и подкуп. Очекувам дека кампањата ќе има негативни тонови. Двете најголеми македонски политички партии, па сега и двата албански блока се во ситуација на високи тензии. Така што не очекувам дека кампањата ќе помине во целосно позитивна атмосфера или дека само пораките ќе бидат позитивни. Што се однесува до подкуп или некакви изборни манипулации, тоа е работа на надлежните органи. Малку е подобрена ситуацијата во последно време со тоа во Македонија, но сепак таа ситуација треба да се следи, особено во помалите места. Според статистичките податоци на Државната изборна комисија, 301 кандидат ќе се борат за општинската фотелија, а 10.600 кандидати ќе се тркаат за советничко столче. Кампањата пред првиот изборен круг треба да заврши на 15 октомври, кога на полноќ почнува изборниот молк, додека вториот круг за кандидатите за градоначалници ќе се одржи на 31 октомври во општините каде што ќе нема победник по првиот круг гласање на 17 октомври. Инаку анкетите објавени во последните денови на кандидатите на опозицијската ВМРО ДПМН им даваат комотна предност пред социјалдемократите.